Со подигање на знамето на ромската заедница и интонирање на химната пред општинската зграда во Штип, започна одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите 8 април. Традиционално и оваа година, општина Штип додели вредносни ваучери на најдобрите ученици од ромска заедница. Градоначалникот Иван Јорданов посочи дека ромската заедница не смее да биде дискриминирана, бидејќи се дел од нашето општество. Традиционално и оваа година доделивме вредносни ваучери на најдобрите ученици од ромската заедница, кои што се дел од образовниот процес, надоградувајќи се, учејќи, докажувајќи се, тие допринесуваат во нашето општество, а сум сигурен дека и по завршувањето на образовниот процес ќе продолжат по овој пат да допринесат и во општеството. Ромската заедница не сме и не треба да биде дискриминирана, затоа што тие се дел од нашето општество, дел од нашето секојдневие, тие заеднички допринесуваат со сите останати сограѓани и тоа така треба да го гледаме. Да се намали јазот во заедницата, да се градат нови политики, да се реализираат проекти, со што 8 април ќе продолжи да се одбележува и во наредните години. Се надевам дека секоја година овој ден ќе го одбележуваме во однос на борбата за интегрирање на ромската заедница во нашето општество и со цел да се намали јазот помеѓу ромската и неромската заедница која што живее во нашата општина, секако градејќи се преку јавните политики кои што ги имаме во однос на ромската заедница, а секако иницијативите и проектите кои што ги реализираме за подобрување на квалитетот на живење, а секако и на условите на ромската заедница. Ова што го правиме секоја година е многу важно да ги поттикнеме младите да постигнуваат подобри резултати. Поттик за младите да продолжат да се образуваат и да остваруваат резултати во иднина. Младите велат дека на ваков начин се мотивираат дополнително. Ова не се чувствува, ова се доживува и можам само да кажем да не е вековит празникот и уште многу години да се уславим. Меѓународниот ден на ромите службено бил прогласен во 1990 година во Полска, местото каде што се одржал 4-тиот светски ромски конгрес. На тој конгрес била донесена одлука за ромската химна за која била избрана песната Дженем Дженем и одлука за знамето за која била одбрана сино-зелена двобојка со црвена точка во средината, символ на напредокот и движењето, но и миграцијата на ромите во текот на историјата.